Уште ова и готово, се ке тргне. Колку пати македонските граѓани ја имаат слушнато оваа порака од меѓународната заедница. Брисел и Вашингтон го засилуваат притисокот што поскоро да ги направиме уставните измени, но немаат никакви гаранции дека тоа ќе не донесе поблиску до Европската Унија. Слично како и пред потпишувањето на Преспанскиот договор, кога ни беше ветувано дека уште таа тешка одлука и ќе почнеме пристапни преговори, а наместо тоа добивме само вето. Македонија е сведок на дипломатски притисоци. Макрон, Шолц, Борел, фон дер Лајен и сите амбасадори на земјите членки на Европската Унија го повторуваат истото. Сега треба да се искористи моментумот. Но сето ова се случува во период кога и самиот председател на Франција, Емануел Макрон, признава дека Унијата треба да се реформира пред да прими нови членки. Според председателот на Собраниската комисија за надворешна политика Антонио Милошовски, ставовите на официјален Париз се показател дека надежите на владата за членство во Европската Унија до 2030 година се само политичка реклама. Макрон вчера во Братислава за процесот на проширување на Европската Унија изјави: "Сегашното статус кво не е опција, но и брзото проширување со нови членки, а без претходни реформи на институциите на Европската Унија исто така не е опција." Ваквиот став некому може помалку да му се допаѓа, но барем треба да се цени тоа што Франција јасно ги искажува своите ставови. Затоа, доколку внимателно да се анализираат позициите на официјален Париз, не е тешко да се заклучи дека најавите за полноправно членство на Македонија во Европската Унија до 2030 година се владина политичка реклама. Никој не гарантира дека и по внесувањето на бугарите во Уставот нема да бидеме блокирани од друга земја членка, а можеби и повторно од Бугарија. Како што никој не гарантира дека Европската Унија ќе си ги остави реформите на страна за Македонија да стане дел од Унијата. Ниту во животот нема ништо гарантирано освен смртта. А да некој верува дека нашиот прием, односно проширувањето на Унијата е нешто што е, да речам, сигурно, тоа е во најмала рака наивност. И задутре можеме да ги почнеме преговорите. Македонија нема теоретска шанса да влезе во Унијата следните 20-30 години, можда никогаш. Уставните измени и реформите внатре во ЕУ не се единствените пречки. Меѓународната заедница во секоја прилика реагира дека земјава мора да си ги заврши домашните задачи во однос на борбата против криминалот и корупцијата, но и реформите во правниот систем. Критики стигнуваат од САД и од амбасадори на речиси сите земји членки на ЕУ, кои состојбата во судството ја оценија како катастрофална, а борбата против корупцијата како слаба.